2 години влада на СДСМ. Свечен форум на кој кабинетот на премиерот Зоран Заев се пофали со сработеното. За премиерот најголемо достигнување бил договорот од Преспа, со кој земјава го смени уставното име. Тој на Македонија и ги отворил вратите кон НАТО и Европската Унија, рече Заев, и додаде дека сега граѓаните чекаат јасен потек од Унијата, датум за почеток на преговорите. Затоа заслужуваме да се израдуваме и да се честитаме сите. Сработивме многу и имаме резултати. Силно веруваме дека заслужуваме одлука и доверба, што Европската Унија ќе ја донесе врз основа на нашите заслуги. Но Заев во говорот не го спомена јунскиот самит на кој европските министри ќе треба да се изјаснат по однос на проширувањето. Владината реторика во која една година наназад постојано се споменуваше јуни како месец во кој земјава ќе добие датум за почеток на преговорите, се чини дека спласна. И вице-премиерот за евроинтеграција вчера призна оти датумот е можно да се пролонгира. Наместо јуни, власта се почесто зборува за добивање на датум годинава. Сепак Османи денеска се пофали дека земјава добила најпозитивен извештај од Унијата. Оценката од 2,79 која што ни беше дадена во 2018, што значеше и делна подготвена. Сега имаме оценка 3,5, влеговме во друга категорија која што значи делно добра, што значи дека се приближуваме кон исполнување на стандардите. Возбудата на власта околу сработеното во изминатите 2 години се чини дека спласна откако присутните на форумот со низа забелешки им се обратија на министрите. Им порачаа помалку да се фалат, а повеќе да работат. Извештајот на Европската комисија најповеќе има забелешки во делот на ромското прашање. Што ќе преземете од тие точки што се во извештајот на Европската комисија во делот за ромите во Република Северна Македонија? Ама ја не слушам ништо ново во нивното излагање. Ја не слушнам кои се слабостите што допринесоа, што не исполнија од оние задачи што премиерот им ги даде. Они само се пофалија. Немојте, господа министри, кои да дојде денес или утре, само да се фалите. Кажете ги препреките или пропустите кои не ги исполнивте. Заев се оправда, во иднина ќе работеле подобро. Здравствените работници, поголема грижа, поголема отчетност, јавна плата примаме. Пациенти сме сите. Тука е највидливо. Образованието мора да ги направи големите реформи, квантни чекови, најмудрите одлуки да ги излече и да го прекрши целиот тој дел. Мораме како држава и општество да направиме квантен скок. И сега моја мајка. Од Сојузот на жени пак со критика за родова нееднаквост, велат во владиниот кабинет имало повеќе мажи. Премиерот на ова се пошегува со актуелната метла и порача дека министерките може да бидат сигурни. Нив чистката немало да ги опфати. Тоа значи дека жените сега, според ова укажување, не треба да се плашат дека ќе ги фати реконструкција. Оти малку не се. Но во секој случај